Ефикасно ќе ги искористиме и следните минути во кои што ќе се посветиме на Свети Трифун, празникот кој што го одбележуваме секој 14 февруари на традиција, љубов кон виното и се разбира оно кое што е карактеристично и сите обичаи кои што се прават на тој ден или токму утре. За тоа се информираме во продолжение и се вклучуваме онлайн во комуникација со Панчо Арцовски од Кавадарци, кој што е претседател на Сдруженијето Винотек, Сдружение за развој на винска култура, вински туризам и производи од грозје. Панчо, добро утро за вас и ви благодарам што во овие утрински минути ева вака за нашите гледачи ќе може да ги кажеме сите детали, иако знам дека вие веќе започнавте со дружбите со туристите кои што веќе се пристигнати непосредно пред празникот. Добро утро. Добро утро, на мала поправка, значи јас сум претседател на Сдруженијето ЖТ, а Винотек е претседател Јован Еленов. Значи ние во заедничка корелација со двете здруженија го правиме и го дочекуваме Свети Трифун. Да кажеме дека Сдруженијето ЖТ е Сдружение на дестилерии. Да, тоа е Сдружение на дестилерии, а Винотек е Сдружение за развој и негување на винска култура, вински туризам и производи од грозје. Значи, мислам, од сите тие работи, како што е грозјето, како што е маџунот, рачелите, сладко од грозје, сушено грозје и други производи. По повод Свети Трифун исто организираме меѓународен надпревар и оценување на вина, како од семејни винари, така и од индивидуални производители. Оваа година исто организиравме надпревар. Имаме учесници од Србија, Бугарија, Црна Гора и нормално од Македонија. Се доделуваат пехари, медали и дипломи. Настанот ние во полето, значи во лозјето, каде што се закројува на самиот чин на закројување, се става од сите производи. Ето така што можат да видат гледачите и на се става вино, ракија, маџун. Тука се погачате и нормално самиот закројувач. Панчо, малку ни се изгубивте, јас само ќе додадам од овие инсерти кои што ги гледаме, а она кое што имам на ум се разбира да го поставам како прашање кон Панчо, верувам ќе успеам. Ете, малце ни се јави некој од барани сте се, да, сега сте барани, но уште кратко ќе ве задржиме. Да. Панчо, само пред да продолжите, ја видовме погачата. Што погачата значи во ова кое што се практикува како обичај за Свети Трифун? Од самиот род да ни донесе добивка за да направиме погача, да се храниме и да биде плодна годината, нели? Да ни донесе од сето вино, виното се прави во лозите, не се прави во визбите. Значи, ако имаме квалитетно грозје, че имаме и квалитетно вино, нормално, нели? Или ракија и други производи. И затоа тоа е така. Така. За квалитетот на македонското вино се зборува надалеку, но исто така и за неговиот вкус и верувам тоа е импресијата која што има и од туристите кои што доаѓаат, но и оние кои што се добро запознаени за учествување на ваквите надпревари. Малку за самата идеја и што всушност се случува на тие надпревари кои што ги споменавте, а кои што ќе ги има и оваа година, поточно утре. Па самата идеја е да се видат производителите на вино до каде се, што се, значи да си го видат квалитетот. Посебно е тоа направено и за индивидуалните и малите семејни винари, каде што нели треба да си го проверат квалитетот, доаѓаат професори, енолози што се квалификувани за тоа и на самото оценување има сугестии дали некаде погрешил, дали некаде е добар, дали треба да го задржи така производството. И идејата е да се дојде до поквалитетно вино, да дојдат туристи, затоа што ние во туризмот уште се развиваме, не сме како другите земји, да речем како Србија или Бугарија, уште чекор по чекор сме позаднив, ама ќе бидеме добри. Со ваквите работи ќе бидеме се подобри. Се разбира, да, има со што да се пофалиме и тоа како треба да го почитуваме и практикуваме, но и да се едуцираме. И кога велиме добро производство на добро или квалитетно македонско вино, што тоа би требало да значи? Кога зборуваме и за домашно производство, веројатно сте компетентен да кажете и за тоа како производител, ако не се лажам, исто така на македонско вино, на домашно вино, што е клучно за производство и што е оно кое што го гарантира
квалитетот? Или, ако кажам подобро, кои се коментарите кои што сте ги добиле од енолозите, од професорите? Па види вака, значи, многу е битно во самиот чин на производството на вино да се има добра машина за да се сомеле тоа грозје. После таа шира, што ќе добиеме, да ставиме во соодветни садови, да ставиме соодветни квасци, да направиме правилно преточување кога треба. Ако е за црвено вино, виното треба да стои со мајката, да речеме 5, 7, 9 дена, се зависи колку танини сакаме да имаме унатре. И тоа нормално после го ставаме во бочи, па таму се одлежува и да нема допир со воздух, додека црвеното вино бара малце и камшик, нели? Така се вика преточување. Затоа и вранец, името вранец, значи треба да малце повише пати да се преточи, додека белото вино не сака преточување многу, туку сака и тоа се пие од година до 2 и тоа е тоа. Се е подготвено за утре, верувам. Може да ги поканиме оние кои што сакаат да бидат дел од настанот. Слободно нека побараат на Винотек на Facebook, ги имаме телефоните, имат порака, сите се поканети, добродојдени. Ние ќе ги угостиме, сега да се да се пошегуваме малку, вика, не примаме поклони во плико, ама не е лошо 1 кило кубаси да донесат да видиме од нивниот крај, од цела Македонија, какви се тие кубаси, да ги ставиме на скарта заедно со добро вино и добра ракија да ги омезиме. И па не се пие вино на гладно, така? Така. Се разбира дека со добро мезе и вкусно вино и одлична забава, тоа ќе помине унака како што треба. Сите рековте информации ги има на Facebook страната. Јас би прашала само во колку часот започнува и колку е предвидено да трае? Започнуваме околу 11:30. Да, добро. А колку ќе трае, тоа зависи од друштвото и од... Трае таму до мракот. Цел ден. Добро Со да добро се... винце, добра музика, хепенинг, музички и така. Да, одлично, за еден добар начин да се одбележи Свети Трифон. Панче, ова беше краток, но продуктивен разговор, советување дека ќе го очекуваме во некој од нашите следни изданија во студиото, каде малку би се осврнале повеќе на винската индустрија и производството на вино кај нас. А ова е поводот, нели, за она кој што ќе се случува утре по повод Свети Трифон и ви благодарам покрај сите обврски, она кој што тековно го правите, што ете земавте учество и во денешното издание на Утринска на Телма. Ова значи дека морам тука да завршам и да најавам Култ култура, разговорот кој што го има Сотир во продолжение на уште една интересна тема.